Почитувана публика, почитувани гости, дами и господа, прилепчани и прилепчанки, особено вие најмлади дечиња кои овде си играте и се забавувате. Очекувавме дека нема да има никој на плоштадов, ама баш ни е драго дека денеска од овде ќе го започнеме 12-тиот Poetry Slam Македонија Прилеп! Чувствата кои за вас ги имам, чувствата кои љубам, да ги давам и примам. Чувствата искрени, чувствата важни, чувствата вечни, чувствата тажни. На кој начин со вас да ги споделам, кога сам сум сведок за своите злодела, со зборот пишан што ги чинам. Зборот за кој морам да поминам низ вртлози природни, со живот криени тајни, кој сал за малцемина, како Славе и Мики овде, можат да се знајни. Фала ви многу, дами и господа, ја отвораме оваа манифестација со читање во центарот на градот, покрај сад кулата, во Прилеп и ја поканува Марина Шокева, директно од Охрид од автобуската ни се приклучува и ќе не поздрави со една своја песна. Та, ако треба, вала. Додека во името на сите нас храбро јуришаат против светот, со остро перо, кист или идеја, ги кршат бариерите, со својот моќен глас ги освојуваат облаготерите джинови низ Њујорк и Токио, а таму на врвот на светот ветровите им ги веат здолништата врз снажните бедра. Другите тивко ги бијат своите тешки битки во студените брачни постели, меѓу нишките на погонските разбои, под студеното крило на детските болници, во празните паричници, секој ден одново составувајќи го своето скршено достоинство. Ветерниците на кои тие јуришаат имаат здив на запршки и пот. Меѓу садовите и пцостите, мислата како моќна река се излева низ прозорското окно и тивко како подземна вода јуриша против светот. Близко до кафе, кафе. Caffè. Espresso, americano, macchiato, decaffeinato. Lungo con latte, corto con ghiaccio, con polvere di cacao, al vetro schiumato, mocaccino, Nescafè, cappuccino, freddo caffè. Tutti i problemi del mondo terminano dinanzi a una tazzina, in un sorso, in un affondo fatto per la caffeina o per l'umana naturalità dell'autentica socialità. Tante sono le cose che ho perso nei miei viaggi, ma tra queste no, non c'è la mia Bialetti. Fala. Caffè, espresso, americano, macchiato, bez kofeinato, продолжено со млеко, кратко со мраз, со какаово прав, со шлак пена во чаша, мокачино, капучино, Нескафе, ладно кафе. Ајде луѓе, повелете на чоше кафе. Сите проблеми на светот завршуваат пред една тацна, во една голтка, во една капка, направени во потрага по кофеин или човековата природа да биде автентично социјален. Има толку многу работи што ги изгубив во моето патување, но меѓу нив секако не е и мојата Биалети. А Биалети е познатата италијанска кафе машина. Марио де Роса, Италија! А сега ја покануваме
најстарата членка на Поетри Слем Македонија, домајкинката на Лаванда, Слемот во Кавадарци, Прилепчанка, мажена во Кавадарци, значи имаме зет за вино и ракија како мед, а и пчелар од органските, од најдобрите, дами и господа, Цветанка Колева! Заладува време во Хани. Не спијам комечка веќе. Заладува време во Хани. Не сум дебела како мечка веќе. А ти ме гледаш со поглед прашален. Која си? Која си? Каде си ти си? Јас сум ти велам. Тука сум. Во твојата глава сум. Ти си во мојата глава. После години од заладување на време во Хани знам, има целосни припаѓања. Кој вели дека нема, лаже, ама треба многу да копаме. Заладува време во Хани. Не спијам комечка веќе. Се порано се разбудувам. Да, и не сум дебела како мечка веќе. Не сум дебела како мечка веќе. И заладува времево. И почнувам по старо, а по ново, ново, а по старо. Се ги топлам с коските на есенското сонце и се насмевнувам. Ти се насмевнувам и ти мене се уште ми се допаѓаш. А ти ми велиш, че те чекам на чешето душо. Немој, да не си дошла. Се затоплува време во Хани. Не спијам комечка веќе и не сум дебела комечка. А ти мене се уште ми се допаѓаш. Чао! Па мене навистина ми представува задоволство што дојдовте и што одвоивте време денеска да бидете тука. Иначе ова е една литературна манифестација која се случува во Прилепот 2011 година редовно наваму. Нема проблем, Елена, не се секирај. Да. На почетокот ја организиравме заедно со Катерина Батаклиева во соработка, а после 2-3 години таа ја предаде топката на Елена Пренџова и од тогаш наваму го организираме настанок заедно со неа. Театарска работилница е Сдруженијето на граѓани кое што конкурира и добива проекти од Министерство за култура за овој литературен настан, ако станува збор за поетски надпревар, каде автори се надпреваруваат со својата авторска поезија, проза или било каков текст во време трајање до 3 минути пред публиката која што ги оценува нивните изведби и се добива прво, второ и трето место, од кое победникот натаму ние сме вмрежени во Европска поетска слем мрежа, а победникот редовно настапува на Европскиот слем надпревар. Одлуката не е наша. Поетри слем е американска измислица. Во 80-тите години во Чикаго започнуваат настапи по барови и таму почнуваат да се надпреваруваат. Меѓутоа, идејата никако не е дека ние сме победници или победникот е најдобриот или победници се сите оние кои учествуваат. Меѓутоа, најважното нешто на Поетри слемот е тоа дека се прави интеракција со публиката, дека публиката жирира, односно го кажува последниот збор. И затоа, да речам, задоволството е големо кога публиката ја фаќате и ја пренесувате нејзината емоција на сцена. Зборува радио Подвижно Драчево, а ова е приказна за Прилеп. Прилеп 2042, каде велосипедот е национално возило, насмевката статусен символ, иднината зад првиот ќош, а идеалите светли не баре никогаш ке се стемни. Понекогаш ке чуеш шепот по парковите, баровите, улиците. Во наше време, бате Перо, како беше? Децава денес ништо не знаат. По се изгледа неизбежно беше да се случи тоа што го промени текот на расположението на целокупното население. На маркетот излезе нов продукт, Стоби Weeds, кој ексклузивно и предпазливо ги произведува Weed Аминка, а може да се најде единствено во маркетите на Gramstore. Побрзете и дознајте како само една смоука може да влие на вашиот живот, перцепција, креативност
и среќа! Не сокривај се во китот на тагата, додека звукот на камбаните ти ја пореметува тишината. Погледни си го телото како лежи на влажната глина. Открија харизмата под бледата кожа. Измами го ветрот што пробива низ порите. И побара ја ноќта во крилјата на пеперутката. Не плаши се од воскресението. Те чека екстазата на бесмртноста. Перо како не, Перо Сарджевски, дами и господа! Стегнато го држиш и поблиску до уста. Здраво на сите. Кратка една. Се нешто последно време ми се вртка јин јанг. Се нешто во некој црно барам некој бело и во некој бело наоѓам некој црно. Така што ќе ви простам една што се вика јин јанг. Читачот сум ја од слемерите. Црната овца. Ме слушате? Супер. Јин јанг. Тагата е слој лутина, трунка каење, ред за разочарување во самиот себе, огледан во другите. Среќата пак е слој игривост, ред радост, трунка љубов за самиот себе, озарен од другите. Фала. Ете кратка е ова. Последните долгата. 1, 2, 1, 2. Ајде сите на маса. За почеток на оваа емисија на официјалниот дел на Поетски слем Македонија, особено задоволство и чест ми е што денеска го имаме овде Владко Деловски Дуци. Не знам кој од вас го познавате или не е ни важно, мене ми е многу драго. Инаку, еве ги пријателите. Да. Конкурсот на Поетски слем оваа година заврши на 11 септември, а Дуци, песната која што ќе ви ја прочите, ја напише на 14. Па затоа е таа ставена последна на оваа книга, како додаток, да речем, на Поетски слем Македонија, но како што Библијата вели дека ќе дојде денот кога последните ќе бидат први, еве така дојде и тој ден кај нас во Прилеп со Владко Деловски Дуци и неговата песна за неговиот син Јосиф. Јас сум Владко Деловски, од Битола, етнолог, магистар по културолошки студии. Се занимавам главно со применета етнологија во православие. Од православието сум научил две важни работи. Првото е за теологија на среќата, теологија на радоста, се извинувам, хитет нунг, тука и сега, токму како што е оваа вечер. И другата работа што сакам да спомнувам е за среќата. Среќата на старословенски срешта или сретење, што значи средба со некого близок, со некого што го сакаме, како што и впрочем и оваа вечер. Го спомнав ова неслучајно, заради тоа што баш се чувствувам пријатно во Прилеп, исто тоа го кажа и моите пријатели и другари од Битола. Таа песна која што сакам вечерва да ја прочитам се вика Јосиф. Се работи за 10-месечно бебе, кој што е впрочем и мој син, но и не случајно ја напишав на 14.9. кога е роден денот на мојот покоен татко. И символизира баш раѓање, но и го затвора целиот циклус на животот од раѓање и смрт. Ова е впрочем една порака, еден спомен мој, што сакам нему да му го оставам, а спомените според мене го собираат времето и како што црната дупка е апсолутна гравитација, ова е вечно време, споменот е заробено време. Ќе продолжам да читам песната. Значи, како што кажав, се вика Јосиф за син ми. Само кога те прегрнам и очи затворам, мир се вселува срцето мое. Воспротивно, сув студ за сите бедни и за невниманието човечко ги лади неговите комори пред комори. Бедно суштество се населило во него, оти во светот самодеструкција, униние, омраза и завист има. Нагрвалија бездушни разгоропадени гниди,
кои како субјект на злото го постилираат Бога или за него сведочат лажно, оној пак кој опира со свежост, слободоречие и пробив, цел како беззаконие да врчи. Навикнати се тие јадници на лукавства за наопачки да ги туркаат работите. Алиенација човечка и вулканско гротло вместо грло, од кои излегуваат отровни думи. Ние запомагаме мир, мир, но мир никаде нема. Само кога те прегрнам и очи затворам, Јосифе, мир се вселува срцето мое. Лунза човека во собствените синори да најде мир, но мир одавде нема, со сведнати глави и лица потонати во омраза, гнев и безутешна тага. Како да ти излечам од овој крај и оваа кратечина? Дур се уште очите ти се азурни и небото ти е сино, како да те извлечам од оваа затуткана трансгресија? Се уште си јасник и секого со насмевка по лиците поздравуваш, но истите тие ќе ти изопштат како избраник нечи и отпадник од светот. Твојот Божи пиемон е бистар, но тие не се метнати на тебе, са омраза и завист. Но остај ги ти ними. Без да имам доволно сознанија, очекувам твоето срце другому да го дарваш и добрина да пресладуваш, та љубовта да ја шириш како исполин, оти пофалби не доаѓаат по земјен пат. И некогаш, потем, штом слезеш од ридот, кога твоите нодзе ќе чекорат брзо, а моите ќе забават застој, и кога ова што ти го говорам, јасно ќе ти биде, само дојди да ми те прегирнам присно, и ако затворам очи на мојот замин, не плаши се, да знаеш дека траен мир се всели од срцето мое. Спокоен биди, та така направи и татко ми со мене. Јосифе, само кога те прегрнам и очи затворам, мир се вселува срцето мое. Благодарам. Благодарам за организацијата и на име. Благодарам многу на сите. I'll say this in English. I'll start with a poem I wrote. I wrote on about my experience with Pride, because I came here like 5-6 times, and I want also to thank the person that's translated all these poems. That's sitting close to us, which is Clementina Iglesias. And very briefly, I'll read it in Italian, and then Igor will help with translation. Ascensore. In piazza, in mezzo alla gente, passando tra le strade della Ciascia, superata la nera moschea, all'ombra dell'orologio che tanto mi ricorda di Pisa, il più celebre emblema. Tripudio di vite esuberanti, formicaio di suoni, colori e direzioni. In cima, lontano dal mondo lontano, con quegli occhi che scrutano il visitatore, occhi divini che al Signore non diedero mai le spalle. A Zerse eravamo, pomeriggio di pace, alla ricerca di quel senso nostalgico della vita. Ti ho pensata tante volte, come tra le stelle di quel cielo che osservavo, nell'indefinibile, indefinito della nostra condizione umana e materiale, con quel qualcosa che spiegare non so. На площадот, меѓу толпата, минувајќи низ улиците на чаршијата, после опожарената џамија, во сенката на саатот, што толку многу ме подсетува на непознатиот амблем на Пиза, во одушевување. Бујни животи, мравјалникот звуци, бои и насоки. На врвот, далеку од светот, со оние очи што го скенира посетителот, божествени очи, кон Господа. Никогаш не сакаа да го свртат грбот. Бевме во Зрзе, попламне на мирот, во потрага по тоа носталгично значење на живот.
Мислев натере многу пати, како меѓу звездите на тоа небо што го наблюдувавме заедно, во недефинираната бесконечност на нашата човечка и материјална состојба со тоа нешто што игнорирам како да го објаснам. And the second poem is dedicated to the friend with whom I've been writing. We are colleagues, Ernesto, but we are also friends. We found ourselves in the same profession, the same passion, and but it's also a lot to do with the connection between poetry and friendship, and that's why I want also to dedicate it to Igor and Elena that wanted us here today. Veri amici. Le parole precedono i concetti, tentano risposta alle solitudini anguste della vita. Pensiamo sol quanto riusciamo a immaginare, amiamo sol quanto crediamo di amare. Cosa diversa è l'amicizia se sincera, come un liquido trasparente che riempie la forma del suo contenitore, si adatta a ogni contesto. Quasi uno spazio separato dal mondo, condiviso con pochi eletti. Ode dunque all'amicizia sincera e all'amico vero che per primo ha letto questo poema, che se la vita è spesse volte dura, in quel barlume di luce tra gli sguardi, è pur vero che è meno dura in due. Grazie. Вистински пријатели. Зборовите им претходат на концептите, обидувајќи се да најдат одговор на тесните изолации на животот. Мислиме само онолку колку што ни дозволува фантазијата. Љубиме само толку колку што веруваме дека можеме да даваме љубов. Пријателството е нешто друго, ако е искрено. Како чиста течност го зема обликот на својот сад, се прилагодува на секаков контекст. Простор издвоен од светот, споделен само со неколкумина. Ода на искреното пријателство и на вистинскиот пријател, кој прв ја прочита оваа поема. Зашто, ако животот е често тежок, во тој зрак светлина меѓу погледите, точно е дека е помалку тешко кога сме двајца. А сега да го чуеме и шпанскиот јазик на поетри слем од Македонија во Прилеп, преку Ернесто Хередеро дел Кампо, кој е филозоф и својот докторат го пишува на тезата за Лудвиг Витгенштајн, дипломат од кариера кој работел во дипломатските представништва на Украина, Италија и Австрија, вели дека живеел 3 животи, иначе се повикува на една од фразите од Бернард Расел, кој ја запишал во својата автобиографија и цитатот е следен. 3 страсти, едноставни, но претежно интензивни, управуваа со мојот живот. Копнежот за љубов, потрага по знаење и сочувство за страдањето на човештвото. Ernesto Heredero del Campo! Благодарам, добро вечер. Благодарам Марио, Клементина, Елена, Igor. Благодарам на сите. This first poem is oniric one. I usually write with this element of the dreams that I value very much for poetry and also for epistemology in general. The title is, well, I read in Spanish, of course, Bajaba las escaleras.
down the stairs. Bajaba las escaleras de una torre de arcilla, escaleras de caracol sin techo, nadando en una luz marrón, arenosa, y llegaba a un aula en que niños albinos, envejecidos tras sus pupitres, me miraban con miedo. Como yo también tenía miedo, me sentaba en un pupitre y miraba con miedo a los que iban entrando. Me quedaba dormido y soñaba que estaba sentado en un tren averiado, detenido en las montañas. Un tren en el que los pasajeros nos quedábamos dormidos. Y soñábamos que volábamos en dirección al horizonte, en dirección a un crepúsculo incandescente. Al adentrarnos en él, unos nos convertíamos en luz, otros en humo. Down the stairs, симнувајќи се по скалите. Се симнував по скалите од една глинена кула, вртени скали без покрив, и пливав низ една кафена песоклива светлина и пристигнав во една училница каде албино деца, остарени во своите клупи, ме гледа со страв. И бидејќи и мене ми беше страв, седнав на една од клупите и исплашено ги гледав оние што влегуваа. Заспивав и сонував. Сонував како седам во еден расипан воз заглавен среде планините, воз во кој патниците спиевме и сонувавме, како летаме накај хоризонтот, накај болскотот на квечерината и навлезени длабоко во неа, некои се престорувавме во светлина, а некои во чад. I would like also to thank you very much, the translator of these poems, Jasmina Mikulska. This is a love poem, El hilo de los dos. Mi mirada se detuvo en tu rostro sereno. Había atravesado la noche y la niebla para posarse en ti. Lo había aprendido todo de 12 años de invierno. Cada vez que te miraba te hacía más bella, y cuando partía me traía de vuelta la mano de tu alma. Ya casi había olvidado el tiempo y la manera que hicieron falta para que Dios mostrase el sentido de las cosas y tejiese con sus dedos exactos el hilo de los dos. Нишката на двајцата нас, на Еунджи. My wife. Погледот ми застана на твоето смирено лице. Откако ја помина ноќта и маглата, за да најде почин кај тебе. Тоа се го бев научил во овие 12 зими. И кога те погледнав, ти стануваше се поубава. А кога заминував, раката на твојата душа ме враќаше. Како да бев заборавил колку време и труд му се потребни на Бога, за да ја открие смислата на нештата и да ја исткае со оние негови
прецизни прсти, ова нишка помеѓу нас двајца. Okay, this is a bit longer, and it's called Afternoon in Belgrade. Expresses the melancholy I felt suddenly in that city, where I go often for a ophthalmological reason. Take the doctor. And it's about another universal theme of the poems. One is love, and other is how time passes. Tarde en Belgrado. De repente volvió. Aquella sensación de extrañeza, o sería mejor decir extrañamiento, de repente volvió. ¿Acaso jamás se había ido del todo? Pero llevaba un largo tiempo escondida, agazapada, a lo mejor, o haciendo tiempo debajo de mi alfombra, con todas esas otras cosas que siempre espero no volver a ver. A lo mejor fue por el hecho de estar sin hacer nada, en una ciudad diferente. El caso es que volvió. Esa tristeza indeterminada o melancolía por cosas que sucedieron, volvió, haciéndome detenerme en la realidad, con algo de aprensión y siendo consciente de una desesperación muy concreta entre los viandantes, que me produjo desolación y desconfianza, aunque tampoco mucho. ¿Fue acaso por andar deambulando? Sí, por una ciudad diferente, a la hora en que la gente ha acabado el trabajo y se va a casa, podía sentir su prisa y su cansancio. Percibía el aroma a flores de primavera y el de botellas rotas. Provenía todo de ese olor mezclado en los alcorques. Pasaron en un par de coches algunos ultras chillando, pero no sabría decir si eran de la Estrella Roja o del Partizan. Recordé una frase que leí hace muchos años. El que no sabe a dónde ir, acaba donde no quiere estar. Aunque no era mi caso. Vi también a una pareja de adolescentes despedirse abrazados, casi llorando en una parada de autobús. Ignoraba que esas cosas todavía pasasen. No tenía mechero, pero nadie me daba fuego. Parado en un semáforo, en que no sabía que tenía que pulsar un botón, me di cuenta de que las chicas jóvenes me veían como a un señor mayor y yo las veía a ellas con un solo ojo. Popladne во Белград или во Багдад, ќе кажам. Одеднаш се врати тоа чувство на зачуденост или подобро кажано недостиг. Ненадејно се врати. Како воопшто да не се заминало, а ми си седело скриено, одамна стуткано под мојот килим, заедно со сите оние дребулии што се надевав дека повторно ќе ги видам. Може би, зашто не правев ништо во еден нов град, но се врати таа чудна тага или меланхолија за случените нешта. Се врати и направи да се сопрам во реалноста, со трошка сомнеш, но свесен за видливиот очај кај минувачите. И тоа ми направи во душата пустош и недоверба, ама не многу. Може би затоа што талкав, така да низ еден нов град, токму кога луѓето се враќаат од работа и си одат дома, можев да го почувствувам нивното итање и замор.
го вдишував мирисот на пролетното цвеќе и на скршените шишиња, измешан со тазе на вадените дрвја. Поминаа неколку коли со навивачи. Вика, но не знам дали бе од Црвена звезда или од Партизан. Ми текна на нешто што го бев прочитал одамна. Оној што не знае каде оди, завршува каде што не сака да биде. Но тоа не беше мојот случај. На една автобуска станица видел двајца пубертетли прегрнати како се збогуваат плачејки. Не знаев дека тоа се уште се случува. Немав запалка и кому и да му побарав не ми даде. Застанат на еден семафор, каде не знаев дека треба да притиснам копче за да поминам, сватив дека младите девојки ме гледаат како возрасен човек. А јас, нив, ги гледав само со едно око. Јас веројатно ќе ги запишувам за да... Инаку најголемата и најмалата оценка се анулираат и се бара средната вредност од трите други кои остануваат, за да нема претензии нити да сакаме да оштетиме некој. Со правилата се едноставни, а ние ќе почнеме. Ана Секуловска мислам дека е прва, ама не сум сигурен дали е присутна. Холандија е? Па да појдеме и ние таму, да слушаме како рецитира на каналите. Одиме со вториот изведувач, Анде Јанков. Времето е оган, во кој што целиот наш живот гориме. Единствено нешто важно е што со него ќе сториме. Ќе дозволиме ли да ни помине, додека сме се завртели? Или сепак ќе успееме искрата да ја одржиме? Ќе промениме ли било што, макар и минимално? Или така ќе си остареме? Зар не е тоа некако жално? Ќе станеме ли сите гордо, баш онака како што ни прилега, браца да си ја земеме судбината што ни припаѓа? Времето е оган во кој што целиот наш живот гориме. Единствено нешто важно е во прилеп да слемираме. Фала. Следна изведувачка ни е Валерија Дамчевска, ни доаѓа од Битола. За мене има една вистина скриена во старата витрина, покриена со еден прст прашин. Јас не знам да пишам љубовна поезија. Се трудам да ја опишам силната кохезија и кога ќе пробам, добивам безмислена амнезија. Ама некогаш замислувам. Некогаш замислувам дека сум љубовен поет, дека пеперутките ми се во стомакот наместо нигде во лед. Не сум љубовен поет. Ама ако бев, ќе ги пишев рачно песните. Ќе те опишев како Данте Беатриче. Ќе ти кажев тајни на зајди сонце. Не сум љубовен поет. Ама ако бев, писма како Рацин на Рада ќе ти пишев, крв врзнив ќе лиев, името твое како мое ќе го земев. Јас не сум љубовен поет. Ама ако бев, ќе те пуштев со дајре во мојот свет. Ломда напреш ќе те оставев. Не сум јас љубовен поет. Ама ако бев, ќе ти кажем дека најубаво ми е да седам со тебе во петок навечер. И дека можам да ти го слушам гласот твој со ден. Ама знаеш, љубовната поезија не е во мој домен. Јас не сум љубовен поет. Не знам да пишам љубовна поезија, а ти очекуваш да ти шептам милозвучни стихови во предигра. За љубовна поезија немам појма, а ти очекуваш да ти кажам дека те сакам во поетична форма. Не сум јас љубовен поет. Јас екзистирам во бруталниот свет. Трагам по живот во слободен век, создавам нијанси на отворен менталитет и за трудното барам лик. Ама јас не сум љубовен поет. Реалноста ја представувам на груб начин, ја представувам грубо, затоа што не знам јас да пишам за љубов. Пишам за нешто друго, пишам за свест, пишам за да покренам некаков чуден гест, дури си ги клавам мислите на тест. Јас не сум љубовен поет.
Реалноста ја прикажувам во поинаков свет. Наместо искажување милост, мене порок ми е реалноста. Не сум јас љубовен поет. Јас крварам болна вистина за овој свет, проклетно нека е. Стогмете ги рацете за Габриела Стојановска-Станоевска! Пукање. Неубавите работи од бракот што се разведува се огромни санти лед, гломазни, понекогаш ситни, пливаат како стаклени иглички, плутаат хаотично, речиси безцелно низ студенилото. Прашање на време е која знајна или незнајна сила ќе ги спои прецизно до милиметар, рап со рап, испакнатина во длапка, секоја на своето во првобитното место на огромната кора мраз. Бела, мазна, сеопфатна. За да остане врз неа, одсејат од поларната светлина, како слика што треба да се запомне, пред да се стопи. Потоа стануваат сол во далечен океан, што се напушта по земја стамено, понесувајќи по желба трошинца солзна водичка, во шишенце парфемско, колку малиот прст, за некогаш ако затреба да се навлажнат сувите очи. Убавите работи од бракот што се разведува се сушено роднокрајно овошје. Изгубена виталност, но богато калории. Неизветревлива арома, полн заокружен вкус, со траен рок на употреба во животната земница. Се носат во тегла, каде да ја селиш избата, на етикетата само треба да пишува здрав брак. Убавите работи од бракот што се разведува, а кој при разделбата бил распакуван како токсичен, се воздушни перничиња на заштитна фолија. Кретки, префинето нежни воздушни меурчиња. Не сакаш да ги пукаш, ни заради забава, ни од досада, нито да ги чепкаш таму долу скриени с крајум од себе, по 9 душека на секој невието. Но посегне ли по нив сеќавањето без прашање, меурчето часком пука, допре друго пука, трето пука. И гледаш така, ден по не знам кој ден, момент по момент свлечен, спомен по спомен слечен, пукаат и прскаат пред тебе убавите моменти, тогаш кога си најмалку спремен за минирање. Напротив, душата спокојлива по тишината на овде и сега, залегната во тревата на небото, галежно расположена, гостопримлива. И гледаш така, доаѓаат со ништо непредизвикани, непоканети, убавите моменти, чиниш идат само да те пукнат, идат, од им дошло времето, узреале, па распукуваат, се судираш со нив на аголот и гледаш така, распукува убавиот, љубовен студентски викенд маратон, кој викенд, кој сакаш, ако се сетиш на два, пукаат и двата, се сетиш на трет, пуф, и гледаш тоа само ти така, расположена, со часови долго си пеела, опуштена и покрај стариот срам за фалшот, лежејќи на неговите гради, чувствувајќи се поврзано, а за него било само секс, добар, здрав, спортски. Кој знае колку му било здодевно музицирањето, му се чудел најверојатно. Немој да си го правиш тоа, ми вели другарка ми, остави нешто, не покај се. Не се запира, еднаш што му почне, нема стоп. И гледаш така, распукуваат пред тебе меруче по меруче, се крева, па спласнува, тиши, змиулестата, кривулеста, недогледна, километражна, фолија заштитна. И она што го гледаш на крајот, не е неговата лага за апендисот при првата средба. Последното меруче е само мое, саде мое, чисто мое. Во него пука чувството за дом, слетано во преполното кафуле, кога случајно со грб се допрев на грбот на непознатиот. Човече, не те лажел тој, сама си се лажела. Пука поезисот надокрај, пред да распука зората. Сега не изведуваше
денешниот минатогодишниот победник на оваа сцена, исто така на која втор пат настапуваме, Гораст Кетановски Кени и нашиот представник на Европскиот поетски слем кој ќе се одржи во месец декември во Брисел. Ќе умрам од среќа, а живеев за моментот. Ти си ми омилената смрт. Боже, не сум бил никогаш. Човечице, ти си прекрасна. Твоите очи даваат перспектива како Салвадор Дали да Винчи да слика заедничка слика. Porque eu te amo. Porque tu me amas. Би ги научил сите јазици на светот за на 1000 различни начини ти кажам. Те сакам. Бакни му уште еднаш. Па да почне прославата на највеселиот погреб со празен ковчег. Ми не достигаш, не можам да те испркам од мисли, а не ни сакам. Нем можам да те опеам. Устава сама љубов зборува затворена. Ние двајцата веруваме во магија, а и сонцето за нас навева. Кога сме заедно, небото пушта блиц, прави фотографија. Секоја наредна секунда е градација, води кон космичка мастурбација, прскаат звезди, планети, ја поднив. Значи те боли стапал. Ова прекрасно завекување, романса, воздигнување е како бесплатен Netflix за Бог. Се прска од смеење и умиление, гледат двајца лудаци кои веруваат дека светот може да го освојат, плюс и заедно постојат имната преградија портал до некое друго време и простор во надреален светлински остров. Цела ног се смееме, а утре дента не се сеќаваме што сме збореле. Од разговорите со тебе имам само чувствени сеќавања. И кога не си до мене, таму влегувам и продолжувам да се радувам. Не дишам кошулата што вчера ти е нагрна. Ми се опиум, како удари од опиум, делува секој стил со тебе. Природно дием ти психодели, капки љубов над нас, застанати сме извајани како антички скулптури од еднината. Погледот тоне, конспирали Фибоначи, света геометрија, иницира нашата енергија, од очи капе сонце, ти си свет. Лина. А следен тогаш е Дамјан Есе. Камон Есе! Запамти, дури најблиските не би сакале да бидеш над нив. Па маме му ебам, кој е крив, кој предпочна да моча. Се осекам козак дела роча, без се на машината да ја моча. Нос пун бело, град пун село, плюс тело фейк хормони цело. Нос пун бело, град пун село, плюс тело фейк хормони цело. А ја би сакал да можам да сменам нешто, не само за себе, туку и за ресто. Ова место е клето, ова место е престо, на змии и хиени често. Да останеш човек тука е тешко, тоа е тестот. Мало морген, мало сутра. У мозокама сутра и скупа вутра. Нос пун бело, град пун село, плюс тело фейк хормони цело. Нос пун бело, град пун село, плюс тело фейк хормони цело. Сите патишта водат до Рим, ако си ѓаволов син, син, љубов наточена од ствари и пин, чин, сестри и браке. Паѓа влада, политичари на клада, нечие дете веќе пуши за мандат. Гучи и Прада, од уста не ги вадат, живи и мртви, спијат од сандак. Нос пун бело, град пун село, плюс тело фейк хормони цело. Нос пун бело, град пун село, плюс тело фейк хормони цело. Не се криете позади Бога, нема да ви прости. Джаби литурги и мошти, джами и пости. Не, нема да ви прости. Дайте ми за помош. Следна изведувачка ни е Дијана Петкова. Welcome јавно за втор пат во прилеп на оваа сцена. Летање змеови. Компанија. Компанија. Јас останувам. Ти заминуваш. И затвори врата, жити се. Зошто?
Зашто непристоен предлог сечев корен. Цък! Да, бе, навистина. Одамна не сме летале змејови со соседите. Соседи, ке летаме змејови? Не прашуваат. Зошто да не? Годинава ветрот се чини поволен за лет. Ај баш да видиме бе кој ке надвладее компанија. Да, бе, никош од прва. Компанија! Вие први почнавте. Внимавајте што правиме. На самата граница сме. Ги пуштаме змејовите да летаат. Нашиот се вивнува и се повисоко извишува. Мудро навигирам, внимавам, змејот да не ја мине границата. Зашто тиво коган тлее во нераспламтено јазично достоинство. Компанија. Компанија. И додека нашиот и додека нивниот змеј се дави во реката, ние го скротуваме нашиот змеј пред протести. И сега како беше? Воспротивно, ке ги пеплосаме. А не иде, бе, не иде. Па нели сме соседи? Нели треба добрососедски односи да потпикнуваме? Компанија. Компанија. Јас сега ќе замишам. Евака. А вие сите до еден скрите се, да ве нема. Ајде, брзо. Ние остануваме, вие одете си. Марш од тука, бе! Гитла, да ве нема! А следна изведувачка ни е исто така, ама од Битола, Димитра Цилевска. Повели Димитра. Се осеќам ко роб, зато живеам ко крадец. Секој ден ко нов нешто земеш, нешто дадеш, се губам во тон, си давам пронадеж. Ќе обојам ноги да ме обземи ко бакнеш, ќе отворам шток да ми олесни па пакнеш, да ми одземи моки, да ме јади, да ме гњави, дур не откачам скроз. Се ето игра, творевина да створи, да ствара, да гори, да бара, да се бори, од ништо нешто да направи. Во мене гори то данес нека застани, ми се меша во настани, ми се меша во расправи, како ми сенка да говори, отвори си и провери. Стварно можеме да делиме тоа што сакаме, какви што сме сега? Да, може, во повеќе наврати, кога човек се наврати, па да се застани, да се помисли, па многу правила, па многу прописи, па понизни, па дволични, па описи. И кога многу зависи, и кога многу ќе надвисни, нешто ново тој ќе осмисли. Се да застани, да се распадни, да се пренамести. Тој да расти и со тоа да твори, да создаде нешто што него ќе го спори, да се отвори, животот наново да го повтори и да не оспори, пошто во стварност тој ќе обстои, тој постои, како нешто повеќе од неговите постори, како нешто повеќе од неговите острови, изолирани парчиња свест, преку кој комуницира со целиот свет. И тоа не е се, тој е свет, таков сет, нешто поголемо, вечно, уникатен животен сплет, еден идентитет, еден концепт, некаков ентитет или процент од еден куп такви, што прашваат дали вредат, да се сметат за уникатни. Можда е време говорникот да се затни, многу вакви работи немој човек да се врати, но сакам во ноќта само едно да се свати. Не сакам да видам тоа што сум на рати. Нема зашто да ги делам така моите сати. Не затворам врати, ама и нео таму кај што мора да се плати, или кај што некој тоа што сум ќе проба ми го скрати. Душата сака тоа што сака и тоа што останав ќе ја дадам. Нема да ја лажам, ќе тажам за бар да зачувам осет и ќе бидам снажна за бар вракав да имам некаков потек. Но што е до мене, не очекувај окрет, очекувај молки, копнеш, да го разбиват твојот сумнеш, да го раздвижуваат твојот процес, се додека не дојдеш до еден момент, баш добре, да сопреш, да сакаш нешто појќе, да сакаш да постоиш ноќе, неоткриен, тотално отиден, а тотално солиден, провиден, опиен. А то зашо ти е? За да се откриеш.
Следна изведувачка ни доаѓа директно од стругата, а ги пречекуваше сите овие гости на Струшките вечери на поезијата, а сега се чувствува како кралица дека не мора другите да ги угостува. Евгенија Узунова! Драги мои лисици, открите го деколтето, нека не остане ништо за имагинацијата. Насликајте насмевка на грбот, нека ветрот витка по брадавиците. И ако сакате, оставете го да кампува помеѓу вашите гради. Уживајте како младичот таму што е нервозен пред кафичот. Уживајте како девојка која танцува помеѓу народот, бегајќи од последната загриженост, што проба да ја удоби додека спиеше. Ги поправате празните погледи на другите луѓе во целост. Бакнувајте се бавно и хиперактивно, со подпетиците на бреговете. Предизвикувајте ги погледите кои ве соблекува, а потоа удар под појасот на младичот, што се осмели да ги фрли. Лисици ќе ве нарекуваат, а јас те нарекувам воин. Вие сте тоа нежно суштество кое вреска на месечината. А кој не сака да ве гледа, испушта зборови закотвени во предисторијата. Дозволува да излезат тие штетни зборови и им суди на чорапите што исчезнуваат во жедните препони. Драга моја лисицо, живеј! Бори се за секое скршено срце. Направете го тоа што вените ве прашуваат да го направите. Затоа што додека ја искористувате младата кожа, секогаш ќе има такви кои ќе ви осудуваат. Ќе го осудуваат затоа што погажувате повеќе кожа отколку очите. Драга моја лисицо, живеј! Ако сакаат да наблюдуваат додека танцувате на улица, нека се носат навреди во грлото. Лисици ќе ве нарекуваат дека кажувате повеќе кожа, а јас те нарекувам воин, затоа што, драго девојче, ако нешто ми се допаѓа кај тебе, тој е животот од кој се откажуваш, таа желба да го изедеш светот, способноста да ги глувиш ушите, способноста со твоето тело да ги избришеш сите навреди. Драги мои лисици, продолжете, добро напредувате. Елена Пренџова, мојата долгогодишна соработничка, само еднаш нема дојдена на нашите слем манифестации и многу ни недостасуваше. Некогаш умеевме светови да градиме. Умеевме стереотипи со поглед до согорување да распалиме. Умеевме студ и мрак да разжариме. Некогаш умеевме светови да градиме. Некогаш умеевме со здивот на воздухот да се галиме во невротичниот трепет, мир и спокој да живееме. Некогаш умеевме многу. Умеевме стихови да си подаруваме и да склопуваме рими што нашколо не учеа дека немаат природна звучност, оти нам се ни беше природно, оти нам се ни беше нормално, оти нам се ни беше љубов. Некогаш умеевме светови да градиме. Некогаш умеевме многу. Некогаш ни се чинеше просто умеевме се. Се сеќаваш ли? Некогаш умеевме светови да градиме. Кога ли, зошто ли, сето тоа го заборавивме. Некогаш умеевме светови да градиме. На животот со пркос во борбен ринг да му влегуваме. Некогаш умеевме под кожа да си живееме. Некогаш умеевме само да растеме, созреваме и убавееме. Некогаш умеевме да бидеме наивно добри. Некогаш умеевме невино да се љубиме. Многу песна. Умеевме искусни еден во друга слепо да се заљубиме. Некогаш умеевме многу. Се прашувам дали воопшто некогаш повторно ќе можеме пак така од љубов да се излудиме
така жарко да љубиме и кого? Кого? Некогаш умеевме светови да градиме. Некогаш умеевме светови да градиме, јебига. Некогаш умеевме светови да градиме, некогаш умеевме себе си како личност да се градиме. Некогаш умеевме да градиме. Сега сме се заборавиле. Сега се руши. Сега се руши. Се срушивме, а некогаш умеевме светови да градиме. Војната заврши. Им кренавме споменици на хероите. Нивната погибија нека го боцка небото место нашата совест. Војната заврши, а ние што туку почнуваме? Се извлекуваме од глувчините дупки и газ преку глава трчаме да фатиме место во редот за ордени. Откако заврши војната, сите сме мудри. Не требало ниту да почне. Војната заврши, ама ние сеедно војуваме. Се пребројуваме, се разбројуваме, се множиме за пак да се поделиме. Војната заврши, полесни сме за неколку грста срца колку планина, поплитки за неколку реки крв, не сме подлабоки за ниту една солза, освен оние што се удавија во море од тага, ама нив ниту не ги броиме. Не ни се конкуренција во редот за ордени, медали и привилегии. Војната заврши, ама ние, победниците, туку што почнуваме. Војната заврши, им кренавме споменици на хероите. Нивната погибија нека го боцка небото место нашата совест. Благодарам. Па дури и да сгрешам, па дури и да сгрешам, па дури и да сгрешам, јас ова го избирам. Јас не сум најден на улица па да ми дале нешто да работам, колку да јадам лепче. Јас можам да бидам што сакам, сега да не набројувам. Мене не ми треба никој да ми најде работа. Мене работата ми представува задоволство, ми прави кеф, ми е мерак. Јас сакам со неа да беседам, да најдам светски мегдан, за да можам да ги споделам своите злодела со зборот пишан што ги чинам. Да кажам зашто се работи, со кого работам, што сакам да бидам, низ какви вртлози минам. А зинам, сите велат, грешам. Оти кој знае да слуша, оти како кој разбира, тој пат го избира. А од мене извира. И пак тој пат го избирам. Па дури и да сгрешам. Па дури и да сгрешам. Не, ова е вон конкуренција. Океј, одиме со следен изведувач, а тоа е Ирена Јурчева. Ирена Јурчева често ни доаѓа од Скопје, била на многу настани, има неколку збирки поезија. Повели Ирена и чест и задоволство ние што си со нас. Насекаде врева. Насекаде околу нас. Врева дома. Врева на работа. Врева на улица. Врева во планина. Врева меѓу оние што ги сакаме. Врева во самиот себе, во мислите. Кој може да си ја слушне сопствената душа? Дар завиткам во врева. Некој човек рекол, тишината, тој подарок на ангелите кој повеќе не го сакаме и не сакаме да го одвиткаме. Толку топли во мислите, а толку студени на хартијата. Сите мои ненапишани приказни едва и тихуваат огнени. А ние, пригушени во шумови и бучави, начухме звекот на твојата и мојата мисла, што насреде вревата не остави вџашени, да, вџашени од собствените мисли кога остануваме сами.
И од минливоста уплашени сме ги свикале сите зраци и зборови да го надгласат страшниот молк. Да, молкот е најстрашен затоа што се соочуваме со себе си, сите своји стравови и желби. Да не би некој подол миг на неа не подсети луксузот тишината. Во бучниот свет со непробојни од звук ѕидови. И ако ангелите се уморуваат, тие покрај нас се исцрпени. Од чудење зошто сме жедни покрај бистар извор. Но се уште чекаат да ја раскинеме хартијата. Скроена од врева и свечено да го отвориме дарот кој на допад ни лебди. Беззвучен, безбоен, безтелесен. Да не милува, да ни дзуни, да ни сјае, шумно излезен од огнот на мислите. Тивко распослан врз хартијата. Ако знаете каде се купува многу тишина, прва ке чекам во ред да ја купам. Благодарам. Јулијана Маринковиќ. Изненадување. Еден голем аплауз, повели Јулијана. Судбината на поетот. Поетот е и ангел, и ѓавол, направен од сумнителен малтар. Неговото тело има неподнослив мирис на соништа. Го гушат песните. Но ке се буди испотен и збунет. Го дават луди идеи. Разсеаноста на умот е толку голема што дури не препознава никога е ден, никога е ноќ. Во него живеат и пеколот и рајот. И Одисеј и Ахил, и Гилгамеш и Дон Кихот, и Ној и Адам, и Луцифер и Вергилий, и Беатриче и Ева, и Сократ и Платон, и Орфеј и Исус, и кралот и глошарот, и цветот и трнот. Во него живееш и ти. Да, ти. Твојата грешна душа натрупана со досадни мисли. Твојот радостен трепет кога го допираш денот на 1000 начини и кога ми велиш пишувај, 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 пишувај редовно. И еве пишувам. Тоа е единствената молитва што ја знам. Кога ќе го прегрнеш универзумот, а душата лудува по нови мостови. Зашто таа е најголемиот патник од кога постои огнот. Ја повикуваме Лина Пашанку. За мене се мотите. Повели Лина. Еј жаба, јаде печерки, скокна во бара, се претвори во пловечки лист, ми даде печерка, ја изадов. Жаба. Осетија вечноста, краткотрајноста. Шаторско крило как да си метнех и у планина да си се сместех. Слънце в очи да видам, едно со небо и земја да видам. Низ бистри води, низ ливади пламнати, низ шуми таинствени, моменти на себе сеќавање. Одврзи се и поврзи се со себе. Ќе ве замолам следен пат кога ќе ја чуете фразата одврзи се, да кажете се поврзувам со себе. Телото е портал до друг свет, свет дом, каде душата се себе среќава и на вечноста во краткотрајноста се сеќава. И дома се враќа. Дозволи на твојот ум да помине преку границите кои ги поставува, дозволи му на телото да биде твој духовен водич низ
материјалноста. Дозволи да искусуваш. Одврзи се и поврзи се со себе. Осети како цветаш во боите твои, а си под постојана заштита. Лежиш во закрилата на вистината, каде се е како што треба да биде, каде живее постојана игра помеѓу минатото, сегашноста и иднината. Одврзи се и поврзи се со себе. Светлина си, која танцува во тела, за да се сети на сета моќ и божествена идила што во себе ги носи. Што е? Одврзи се и поврзи се со себе. Ноќта се буди и цветите повикуваат на танц со милите. Доста беше преправање и трупање на себе. Отвори се, темно, светло, мало, големо, бурно, збунето, гадно, мирно или љубаво. Кажи што ти тежи, што неискажано ти лежи. Соблечи се, што посакуваш, што вара срце во душава твоја. Разголи се, смеј се искрено, врескај. Направи простор да бидеш. Биди нешто свое во своји посебни бои. Биди во љубов. Биди љубов. Љубов си. Бог си. Време е за летање. Сакам повторно да се заблагодарам. Секој пат кога се поврзуваме со себе, се поврзуваме и со се околу нас. Така што благодарам што вечерова, барем на момент, а да не забораваме дека моментите се вечност, иако се толку краткотрајни, успеавме да станеме едно. Фала. На највисокиот ред, на најгорниот ред, еден голем аплауз за Љубица Петровска. Немаш лице, а провалja да те крстат. Зар некој можел да ги долови цртите на твојот профил? Кој има насекаде, а не го препознавам никаде освен во мене. Чудно е. Зошто ме преовладуваш кога сакам да сум своја? Туку си гласна, ечиш во главава, ме замолчуваш, што ми нема поента. А не знаеш дека сакам да зборувам во твое име. Јас пораснав со тебе и сватив дека не е така се за прикажување. Ти се радуваш на непознатото, исто како мене. Затоа толку хаотично се возбудуваме и на најобичниот миг. Треморот во рацеве и во мозок очигледно е само сплотеноста на нашиот подвиг. Не ме е срам, погледнете ме. Се потам и постојам со сите мани на мој свет. Погледнете ме. Постојам. А ние две секогаш што наблюдуваме во трето лице и така се растало велат. Треперот на мојот глас има мелодична искреност. Ти благодарам што знам дека сум чиста песна. И веќе не се кријам од свето што ме затвори, што ќе ми се тие катанци и загадки. Сега се на улица немам ни порта, а хартијата вистина трпи се, не е вистина мачната пуста трпи се. Освен тоа да е сама настрана од очите на другите. А не сме сами во ова. Како така? Сама. Како така сама? Сама со толку луѓе. Толпата се сопна и падна од своите јас. Гужва е. Сакам да се договорам со самата во себе. До толку не сме, толку е до нас. Благодарам.
и на највисокото место на европските поетски слемови Марија Грубор од Велес. Можете да истрпите што малку поезија? Светот кој некогаш го сакав се дроби во молекули и атоми. Се двои на електрони, неутрони, неутрини. Се можливи импулси, се полуди и поситни информации, пречки и шумови. Во вртоглавителна ентропија, надвор од локалната економија, надвор од регионалната администрација, националната гордост и селективната историја, надвор од полето на гравитација. Галаксијата се излева далеко од моја юрисдикција. Кога првпат заминав од дома, жетвата на рж се собра околу мене како преградка за збогум. Сега полето веќе не ме препознава. Животот престанав сериозно да го сваќам, дури откако го изгубив. Откако ми се стркала од раце како скината кеса со томат и замина од мене да одмори. Скитав долго, по сонливи релјефи без очиве да ми сретнат на себе слични бунари, пресушени, порозни, затрупани. Нема место за срам на Инстаграм, скршениот ум мора да се прекрити. Ако вие сте моето огледало, во него гледам само шумски пожари. Предолго чекав некој друг да ме ослободи од оваа провидна кутија, из која гледам како сините неба се топат во сина вода, но синилото не можам да го допрам. Мојата палета е монохрона. Гладна сум, не сакам правда, сакам покритна глава и поднослива камата. Мојот доктор е млад, има испотен мев, скапана кожа и скапа кола. Тој бавно одмавнува со главата додека ја впива мојата историја. Не баре било чија историја може воопшто да биде сместена, меѓу две капки пот на една млада келавица. Моите дланки се кршат под тежината на неговите наоди и мислења. Јас не смеам да зафаќам премногу простори, премногу време. Овој свет е на силните, итрите, пробивните, сетилните. Оние кои гризаат и грабаат насекаде, пластичните, но плодидните, за разлика од мене. Овој простор се шири неизменично жив и мртов, а ние сепак се собравме. И не е важно ако вечерова и последните возови заминат. Овде има прекрасен опоен мирис на алги и нагли времиња, на поскапен леб и зовриена кајсија. И гасам очите од струја и долго патувам кон водата. На брегот еден поет лови риба и шепнува збор и љубезно ја враќа назад. Застанувам и пред мене илјадници годишни времиња се вивнуваат и ме посуваат. Полињата со рж сонуваат и сонумираат и крајот на природата наближува со мрмур на шумлива таблета, потопена во сонце без сенка. Во принцип, се повеќе поети има на брегот, а се помалку зборогладни риби. Иако меѓу нив светот се двои на молекули и атоми исти, се дроби на електрони, неутрони, неутрини, се полуди и поситни саможиви импулси, информации, пречки и шумови во вртоглавителна ентропија. Галаксијата се излева надвор од точката каде мојата историја се пресекува со сечија. Јас сум сега и секаде, а токму оваа сцена ме научи дека постои место и за мене. Марина Икономова Шокева, која веќе го скрши мразот и ни настапи под саатот во прилепа, тоа е ретка прилика, да се надеваме дека еден ден и на Маркови кули ќе ни настапи. Повели Марина. Кога прв пат и се развика, тоа не беше причина да ја напушти заедницата. Ни долгите молчења после секој спротивставување не беа причина да се напушти еден дом. Трескањето со вратите додека таа спие покрај бебето, прескокнатите договори, неиспочитуваните заеднички одлуки, премолчените одговори, ниту кога 5 пати премислуваше дали да го праша, кога нивното стана негово,
и кога креветот стана претесет за двајца. О, вие ситни, секојдневни незадоволства. Блажена да е вашата маленкост. Зашто се додека не зажежиш лаканица и не замириса на повраќаница и ракија, мама не е среќна. Не е доволна причина да се раскине ланецот. Паради вашата привидна минорност, таа душата си ја расчекнува и ги држи цврсто четирите зида на основната клетка на едно здраво општество. Благодарам. Миланчо Пендев, дали е тука да не отстрами? Ајде. Бистрата мисла силно се натажи од мене. Не и дадов да виде бело видело. Ако и дозволам, таа е должна да го предаде зборот, пресно да мисли и доброволно да измечарува. Нека созрее во длабочината на своите сочни корења. Нека наедри за солната во плодот. Трапеливост. Ратењето е побавно од растењето. Пред громот има тишина која не е мртов простор, туку изгреј сонце од кое цутат молскавици. Мислата не е ни пердув кој залудно лета, та не зрее во јазикот. Затоа што така мислат, таа сака да се раскрили како и морето и понекогаш паѓа на колена и моли накратко да здивне. Луѓе, мудроста може да поулави. Не мудрувај, мисли мудро. Мислата и зборот се милуваат можност за подолг живот на смисленото. Благодарам. Една изведувачка ни е една драга гостника која за прв пат е со нас тука, Надица Коцева, која ни доаѓа, јас ќе го спуштам микрофонот само за незе долу, а се надевам дека ќе ви се допадне оно што ќе ни го каже. Стојам на една станица, сама, осамена. Не знам кој пат да го фатам, каде да одам, кому да се вратам. Зарем некој ме чека, зарем некому значам, каде беше тој кога почна да се мачам. Не дојде, не ме испрати со среќа, туку ми остави тага и копнеш полна вреќа. Каде беше кога морав да одам, битки да водам? Каде? Кој знае каде? А денес после толку многу време, ја се уште го чекам. На перонот на некоја станица. Зарем е тоа сега толку важно, кога веќе се е пусто и тажно. А каде е тој? Ах, кој знае каде. Оној кој ни доаѓа од светскиот, европски поетски след. Може и од тука се качиш по скали. Никола Дюковски. Кој су? Што су? Каде бај? Сум скокал од држава, брат. Без чекор да направам. Без месец да се помогна. Не знам како. На хартија. На нечијат хартија сум скокал. Без да знам и сакам, само сркам. Икам плукам, а ми се повреќа. Ми се повреќа од сите политички игри. Од сите наплатни рампи и попатни станици до пеколот. Во што пробајам? Со што се идентификувам? Надворе само поревет или и во мене врне? На кој ражен ме врне? Да, сакаат да ми го земат тоа што за сурферот е даската, за пејачот власните жици, за поетот јазикот. Јазикот ми го барам, да го говорам и творам и многумина пред мене го правеле тоа. И пак плукам, па ми се повреќа. И во тесницот помеѓу очекувањата и мислите студот, секогаш чист ми е судот. Безрезервно го давам трудот, без мастило го испишувам блудот, на тромиги од поспаност и бунност седнат на судата треба, завија во внатрешна врева, се повеќе челово ми се набери пјава. Но го држам погледот буден,
За некој може би сум чуден, осамнав од веков мрачен, од денов студен. И не сум никако лани, никако вчера ист. Без зборови испичам прист, иако силна комерцијалист, јас немам душа комерцијална. Јас не сум различен, поситен и посебен од ниден и свој од другите. Јас не сум како комерцијален. Плукам и како таков оспорен сум од светот. Не јас лично, туку се моје наменец лично. Одземен ми е зборот, ако говори имам. Испразнет ми е дворот, ако ќе имам. Куќа без кров, зашто туги дождови врнат. Туги гробови грмат, затоа мора жив да заспијам, овие чудни времења да ги отпијам, каде се раздвојуваме. Се раздвојуваме каде што газиме. Територии, држави, земји, ама шта е мене за други планети? Само сонцето не можеме да го раздвоиме што свети. И пак плукам. А светското море солено е споено. Ние се разединуваме. Слоновите тие што останаа живи и не ги убитме во стадо се соединени. Звездите колку стари да се на исто небо стојат. Ние се разцепуваме, а разцепот е шизма, шизофренијата е личносен пат, распад. Има ли пострашно тоа? Се разцепуваме, а лоша ми е едината. Небитнината не спојува, не подвојува, не подројува, не пугаат кризи, од вакцините направија визи, само смртноста се пребројува. Сатот за сите еднакво одбројува. May I say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ајде со мене. Cause someday you will join us, and you will be as a one. Фала. Океј, тогаш еден голем аплауз за последната изедувачка Тања Кузмановска. Haye, aumma puinja, kot piro, ke luruvo ke sada. Значи, во превод песната е Еј мајко, слушаш ли? Собери ја стоката дома, дождот надоаѓа. Јас се инспирирав од неа и напишав Еј керко, слушаш ли? Невреме надоаѓа, собери ги лиштата од джицата. Во последно време се почесто ја сонува мајка ми. Таа ми се насмевнува, ја прашувам нешто, а таа ништо не ми одговара. Во последно време се повеќе ми недостасува мајка ми. Сакам да ја гушнам силно и да ја кажам дека ја сакам. Мајка ми е бела, мека, силна, округла. Бела е како јамболиите и теписите што ги ткаеше за мене. Мека е како волната која ја зимаше од кошницата, ја расчешлуваше и ја враќаше назад. Силна е како ударот на кросното од разбојот, кој ќе сакаше ткаеното да биде посилно. Обла е како вретеното кој подскокнуваше во незините прсти и правеше една долга, бескрајна жица. Полничка е како компирчињата, како рацете со кои што ги пржеше најубавите компирчиња или ја запржуваше го запржуваше најубавото гравче или го правеше најубавиот, највкусниот овчеповски зелник за татко ми. Еј мајко, Карпо, планино, земјо неизодена, огну неразгорлив, дождот надоаѓа. Браво! Јас се извинувам на Перо Саџовски, не знам како успеав да го прескокнам овде. Кавалцијата.
Сам строен на ривен стамен, спрам него справен ко гребен стои тој. Сонце му топли плечи, ветре му гали коса, дожде му плакне лика, земја му чува сон. Од леските скинал фидан строен и изгледи кавал помера скроен. Да пуштил тој душа и шубелка сушна да прошепти скришно кавалджиски пој. Измисли му минат светови рој. Дур се врти Телесија, еден стар македонски танец се свирала кавали утре на Македонија, Херод го запишува. Дури цвечат сапи на крст, дур Русали, може да не стига кај нас, оровија, тој нижал прст до прст. И писнал тој кавал вишно, туто на небо скришно, мисли ветви, тој се стишал, дур вено му свирал Кришна. Тој по него езгија, милозвучна белезгија. Ликот красен, в очите јасен, оставил белег свој, за погледот матени добро разкрасен љубовта нашата дом. Здивот му издава тајни вселенски, висини, длабини, ридори, долини, само карпи напишани, колко бедни врежани, да би небото познало кој е тој, а тој наплечи тегоби, црни маки, големи од цел свет на собрани, на душа наредни ко камен, гердан, нижени, тегоби ли се тегоби, човечки маки, големи. Дур не стресе тамар, не стресе катрани, од тараси времења нафаки и времења, што тувло свиле в думи ум, терирем тарум тум тум. Се гласаше вака. Анде Јанков доби 23,7 поени, Валерија Дамчевска 26, Габриела Стојановска Становевска 23, Гораст Кени Китановски 28,5, Дамјан Есе 20,5, Дијана Петкова 23, Дијана Димитра Цилевска 27, Евгенија Узунова 22,5, Жаклина Свеќаровска 22 поени, Ирена Јурчева 27,5 минус 1 дека читаше. Јулијана Маринковиќ 20,5, Лина Пашанку 29, Љубица Петровска 25,5, Марија Грубор 30, Марина Икономова Шокава 25, Миланчо Пендер 27, Надица Коцева 25, Никола Дуковски 30 и Тања Кузмановска 27, а Перо Саржовски исто така 30. Финалисти за оваа поетска вечер, поетри злемни се Перо Саржовски, Марија Грубор и уште една 30 беше Никола Дуковски. Завземете ја сценава и имате шанса уште по 3 минути да ја освоите жири публиката за да избереме победник. Вистината води до вистинска љубов, а вистинската љубов до вистината. Што е вистината? Што е љубовта? Љубовта е вистината, вистината секогаш љубов. Љубовта е вистината, а вистината секогаш љубов. Љубовта е вистината, а вистината секогаш љубов. Слободна светлина, која движи низ темни сокаци на земјата, не згаснувајќи дури ни во најцрните темнини. Слободна светлина спуштана од рајските височини. Слободна светлина која дзирка од очи и движи. Светлина која мора да пробија низ сите темни подземнини, за да ги осветли низ очите своите и другите длабоки бунари. За да го сподели својот зрак со другите скриени зраци плашливи. О, слобода! Да си зрак кој зрачи со љубов и постојано споделува. Да си зрак кој исцелува болни страданија од умов. Да си зрак кој танцува и слива јастрални под небото со звезди вечерни. Да си зрак кој стои на праг под него земности, а тој лепти на последниот спрат од еволуцијата на свесноста. Зачекорува во етерот и милно ја прегрнува милоста Божја. Да си љубов, љубов си да. Да си слобода, слобода си да. Да си светлина, светлина си да. Да си зрак, зрак си да. Да си зрак.
да си зрак, да си светлина, да си слобода, да си вистина, да си љубов, да си зрак. Вистината води до вистинска љубов, а вистинската љубов до вистината. Што е вистината? Што е љубовта? Љубовта е вистината, а вистината секогаш љубов. Љубовта е вистината, а вистината секогаш љубов. Љубовта е вистината, а вистината секогаш љубов. Да си здрав. Знаете, мирисот е ветроказ на копнежот. Копнежот е земја бакната од дожд. Петри хор. Мирисот е безмилосен премин кон истеченото, а вечерва мириса на земја притисната од топло чело. Мириса на казани расплакотени со возел и песна, на расонети древки налегнати од боси бесони стапала. Мириса на коси сплетени со коприви, чај од крупно исечкани светови и реки збеснати низ водопади. Мириса на дивки сиромашни жетви и на влажнети, напрегнати тапани. Мириса на смејата на дете која лови жаби на раскрсницата меѓу два мрморливи потоци и на кошули ленени со пепели налепени од огништа кои одбиваат да умрат пред звездите. Иако звездите се само човечки огништа преселени на небото. Мирисот е ветроказ на копнежот. Мирисот е ветроказ на копнежот. А токму копнежот сакам да го искачам и горе во мојата гора телово да го закачам, да го спрострам, на врела месечина да го сушам и мракот да ме земе, да ме понесе од огнена искра да се сторам точка сред челото на големата мечка. Ништо помалку и ништо повеќе. Искрено не слушнав досега се зборува за љубов и овие две последни поеми кои што се на вистина финални се зборуваат беа баш одраз на љубовта, освен Кени. Цвете, и јас ќе читам, го напишав пред 20 на минути, во краткото интермецо, да видам што сум извадил, сакам да видам пред вас отворен, искрен и соголем. Пред кратко бев во Европа, во таа нивната Европа кон која се стремиме. Боже, ние не сме Европа, бидејќи римите кои замајуваат мозокот, јас ќе читам во проза. Во Европа луѓе од цел свет. Таму секој сака да каже по нешто, пред отворена публика како ние сега тука. Се зачудив како никој веќе не зборува за љубов. Што наминате? Не постои веќе или толку се мразиме себе си и се друго што го мразиме и светот. Во војна сме со љубов, да. Не ветуваме дека може да обстои, па затоа плукаме и негираме по се што постои. Достоевски рекол: ако не постои Бог, тогаш треба и мора да го измислиме. Јас го прифаќам Бог и го сакам Бога, но не го прифаќам светот што тој го изградил. Гушнав девојка во фоајето, ме погледна на еден висок дечко со сукња и ме осуди. Изгледал грозно и многу стрејно. Прв пат почувствував навреда за мојата половост, за целовоста моја и потполно го разбирам. Само не знае дека и претходно го разбирав. И не знам како дојде до тоа да ме осуди без причина. Сигурно од друго место дошло. Ми кажа, ти си психолог, лесно ти е тебе. Не го одбрани своето. Се чувствував скршен и тажен, а ми кажа дека навидно сум среќен. Што гледаш во неја, ми кажа, не си женен? Сигурно имаш дете, не треба да пиеш. Ма, каде тоа? Сега секој е обесправен е почовек од тој другиот човек. Секој барат некои права, не за да бидат поправи, туку да бидат хиперправи, надправите, суперсонични. Егоцентрични се само. Жалам, прости им, Боже, кај да се заспал од душите на изгубените, не знаат кај тераат. Изгубиле вера, не религија, вера. Се почувствував загрозен вид привид на некој тамнешно постоење. Зарем не можеме да ги споиме траумите и да пееме заедно? Никој не сака да пее. Да, сигурно и ви очекувате песна.
Нема да дозволам римата да го заведе умот. Очекувате да не читам. Нема да дозволам да импровизирам или да владам напамет. Додека слушам прекрасни луѓе тука што говорат, а не зборуваат напразно, го напишав ова. И сега сигурно очекувате да бидам пократок од 3 минути. Нема. Ретко ми се дава микрофонот да кажам што мислам. Не сакам да се надпреварувам. Напишете ми единици и нули напишете ми ако сакате. Би ми било задоволство. Само гушнете се. Капитализмот и надпреварот влада и во уметноста. Како е можно? За да биде поинтересно? Доволно ми интересно со љубов. Лажеме дека сме космополити, лажеме дека имаме толеранција. Само носиме добра маска за да скриеме се до тоа. Создаваме безвредност на општество, аномично. Или ни создадува тие банкарите Ротшилди, или како ги вика нешто со шит беше. Како го дозволивме тоа кога тука, 1 милениум пред да се родат тие, просветители ни даде слово за да бидеме словесни. Кирил и Методи, што сега не знаеме чии се, и не е битно, книга држале в рака, не пари. Тие градеа оваа цивилизација, која полека ја снемува. Се загушивме во пасивна агресија, а со кризата додатно не знаеме по кого да тлукаме, но сепак не навредуваме никого за да останеме политички коректни. Зашто само така можеме да сме прогресивни и напредни, а вака како мене, например, сме традиционални селјаци, ограничени со умот. Згадено ми од внатрешни борби што станаа обшествени, згадено ми од феминизми, шовинизми, мерки, инфлуенсерки, останати гомносерки, згадено ми од поларности. Каде е центарот? Згадено ми од политичка коректност. Педер сум поголем во однесување од сите кои што обстат со истиот пол. Сум изгубил личноста сакајќи да запознам секакви светови и да се оградам за да не остана пластичен. Наркоман сум поголем од сите што земаат дрога, зашто сум почувствувал екстази, депресии големи колку исповедите нивни. Колонизатор не сум и жртва, а робија биле сите мои предци и внатрешниот глас пробале да им го земат. Сите одоколу, сите соседи наведно. Затоа не можеле да разменуваат, се гетоизирале или се раселили. Сега остануваме само племе, без правила, без душевен ред. Се расејуваме по светот како семка што не знаеме каде ќе порасне. Па не плачеме пред светот, па не плачам пред светот, го сакам само цветот и љубовта на векот од родителите му е лекот. Ова го зборам на памет, не без памет, крајно време е да се запрашаме што ни се случува како општество. Секоја јавна дебата е со напред предвидена тема и сценарио. Изгледа е доста од индивидуализмот. Каде одиме како општество? Каде? За да не градиме култови и божества и заеднички објекти на сплотување, се доведовме до да останеме самци. Да се водиме само од лични цели, од лични погледи и перцепции. Не ви се смачало некојаш од себе си? Никојаш не сте биле празни? Јас? Кој јас? Па јас сум депресивен. Остануваме без размена или со природна размена. Дајте накратко да се почувствуваме. Вистински. Вистините. Онакви какви што сме во суштината. Затоа гушнија таа до тебе. Суштината. Кој гушни го човекот до тебе, без род, без пол, без никаква пределба, без ништо што носи на себе. Само почувствувај го и гушни го. Хајде, гушни го. Човекот. Живо. Всушност во 2017 настапував прв пат на македонскиот национален слем. Победив од прва, некако магично, и во 2018 представував Македонија на европскиот слем шампионат во Будимпешта.
каде што влегов во финалните 10 и беше навистина интересно искуство за мене. Пред тоа не бев баш слемер, можам да кажам дека пишувам поезија од многу рана возраст, меѓутоа имам издадено и 2 збирки, меѓутоа не бев навикната на изведување на својот материјал, нешто особено. Во 2017 околу тој период се запознав со слемерите од нашата сцена, со Игор и со Елена Пренџова. Некако тие ми понудија и ми помогнаа да откриам еден нов возбудлив свет на зборови, бои, нијанси. И ме научија да си се толкувам себе си подобро, да научам како да се пренесам и предадам, како и да се препознам. И од таму и тогаш почна моето патување во суштина, директно на европска сцена. Понатаму продолжив да се надпреварувам наредните години, можеби не секоја година, можеби преку една. Меѓутоа од 2017 навака сум скоро редовен член на барем по публика на овој настан, кој што многу неизмерно многу ми значи. Ова е местото според мене каде што во земјава може да се слушне свежа поезија, свеж глас, непознато, да се открие нешто ново, да се слушнат различни стилови, да циркулира поезијата, да е слободна, да едноставно публиката да интерактира со нас, како што ние тоа го посакуваме, нели? Така да, мислам, ова е еден од најнестерилните уметнички настани во земјава според мене и затоа ми носи големо значење. Како го разбираш успехот? Дали успехот и признанието, еве како што вечерва ги доби, представува некој вид на заокружување на целото твое знање, работа, труд, искуство, уметничка и креативна, да кажам, дразба, или представува само мотивација за некои нови почетоци и еве ти дава поинаква насока како понатаму да твориш? Знаете, во слемот публиката се бира на рандом. И на крајот на денот критериумот е дали ти ќе ги погодиш луѓето, дали можеш да ги дирнеш, дали можеш да направиш да осетат нешто ново, да замислат поетска слика, да ја почувствуваат. Така да тоа е единствениот критериум кој што вреди и според тоа не можам да кажам дека оваков тип на признание ми прави да се чувствувам дека јас ја имам најдобрата поезија вечерва или било која вечер, туку само сум горда дека сум допрела и сум пренела. Кој е критериумот по кој што ти ги избираш темите за твоите поетски творби? Например, ако знаеш дека се надпреваруваш на слемот, дали даваш повеќе или се од себе, нели затоа што знаеш дека ќе допре тоа до поголема публика, или едноставно тоа ти доаѓа спонтано и е... Мислам, пишувам за тоа што морам, повеќе отколку за тоа што сакам. Например, почнав да пишувам поезија пред да читам поезија, пред да ја засекам како форма. Но од друга страна, пишувам слем за да се чита. Поезијата што ја изведувам на слем со години веќе наназад ја пишувам за да се чита. И во моментот на творештво таа поезија е замислена да прозвучи во просторот, да биде изговорена. Ја вежбам мислам, гласот е во мене уште додека ја пишувам, за да можам да ја тестирам како звучи. Така да е поезија која е скроена за овој тип на настап. Иако не можам да ја намелам вредноста или квалитетот на, како да кажам, поезијата што е напишана за да биде прочитана на интимен начин меѓу тебе и хартијата. Тоа се едни две различни форми во самата поезија, кои што и двете се носат огромна вредност. Меѓутоа кога за слем настап, кога творам или бирам, секогаш си го слушам гласот во себе и се обидувам да го замислам како прозвучува во просторот и како би се конектирал со публиката. Ти благодарам многу, Марија, за овој разговор и честитки уште еднаш.